За актуелната состојба со COVID-19 и воопшто за состојбата во нашиот здравствен систем разговараме со министерот за здравство Бекин Сади. Министре, ви благодарам многу што ја прифативте поканата за интервју за МИА. Очигледно, ковид пандемијата, според бројките кои ни се достапни, стивнува. Во извештаите на Институтот за јавно здравје се бележи намалување на бројките на заразени, хоспитализирани и починати. Министре, ќе можете да ни кажете на што се должи овој тренд според вашите оценки и какви прогнози имате за предстојниот период? Јас ви благодарам за поканата. Според досегашното искуство што ги имаме со 4 бранови на ковид кризата, ковид пандемијата, забележуваме дека секој бран трае отприлike средно просечно до 8 недели. И овој бран четврти веќе е во стивнување, така да последниве денови забележуваме и намалување на број на новозаразени. Ние како Министерство, заедно со Институт за јавно здравје и Комисијата за заразни болести ги следиме секојдневно податоците и епидемиолошката состојба која што ни доаѓа како резултат на нашите анализи во нашата земја, а исто така следиме и тоа што се случува во регионот, па нормално имаме и репер држави во светот. И во последниот период забележуваме неколку држави кои што ослободија веќе мерки, немаат никаква превземена мерка за заштита од корона кризата и кај тие држави забележуваме еден бумеранг, враќање на претходна состојба на четвртиот бран. Например, во Германија на дневна база веќе имаме околу 200.000 ново инфицирани лица. Во Данска забележуваме бројки од 40 смртни исходи во хоспитални услови, а Хонг Конг во текот на минатата недела го имаше најголемиот број на смртен исход во тек на ден во период од цела пандемија, во период од 2 години. Така да, имајќи ги во предвид сите овие податоци што ги добиваме од нашите релевантни неколку репер држави и регионот, ние се уште не сме спремни да превземеме некои мерки кои што ќе бидат олеснителни за нашиот народ. Минатата недела беа усвоени неколку препораки од главниот координативен кризен штаб и владата за олабавување на ковид мерките, како укинување на сертификатите задолжителни за влез во моловите, онаму каде што не е задолжително носење на маски, укинување на задолжително поседување негативен ПСР тест, потврда за прележаност или сертификат за вакцинација при излез од нашата држава, како и укинување на ослободувањето од работа за бремените жени. Додека пак викендов изјавивте дека се уште не сме подготвени за целосно укинување на ковид мерките. Министрите, ќе можете да ни објасните на што се должи оваа изјава, бидејќи некои европски земји неодамна ги укинаа речиси сите бидејќи некои земји од Европа, но и држави во регионот пристапија кон драстично олабавување на мерките, како например Белгија неодамна ги укина речиси сите епидемиолошки мерки, меѓу кои задолжителното носење маски и ковид пропусниците, например маски повеќе не се потребни за децата во училиштата, истото го стори и Словенија. Сега според тоа што го слушам од кај вас, нели од една страна имаме ослободување на некои мерки, како што е враќање на работа на трудници и ослободување од барање на сертификат при влез во молови и неколку други точки, а од друга страна ние велиме дека не сме спремни да ослободиме повеќе мерки, што во суштина е вистина и не се контрадикторни двете барања, затоа што ние при секоја изјава наша велиме ги повикуваме сите наши граѓани да се вакцинираат и да се имунизираат. Што значи, паралелно како што туркаме политики за зголемување на број на имунизираност, така истовремено и ние ослободуваме дел од мерките кои што се превземени веќе 2 години.
Според досегашните наши анализи, веќе знаете дека ние сме една од државите кои што има најмалку имунизираност и многу сме предпазливи при секоја мерка која што ја ослободуваме. Значи, ослободуваме една мерка, ја следиме состојбата една недела и во тек на неделата следиме како се движат промените евентуално кај посебни возрастни групи. Значи, ослободувањето на влез при молови, знаеме дека тука таргетни се помлади лица, а ние за помладите лица веќе направивме една анализа во училиштата и серолошката анализа што ја правивме во неколку градови. Така да врз основа на тие податоци што ги добивме од терен, ние веќе можеме да ослободиме влегување во молови без сертификат, меѓутоа да напоменам дека маската во молови е задолжителна и сертификат треба да се има во момент кога нашите граѓани ќе седнат во фуд кортовите односно во делот за исхрана. Особено за децата во училиштата, според последните податоци на ЕЗ, најголемо намалување на заболени, значи од 46,9% има токму кај децата до 9 години. А и Комисијата за заразни болести неодамна објави податоци од направениот скрининг во основните училишта кои покажуваат дека околу 1% од учениците биле позитивни на коронавирусот. Дали ова ќе биде основа за отстранување на носењето маски за ученици во училиштата? Значи, децата на возраст од 6 до 14 години знаеме дека се најдинамичниот дел на општеството. И училиштата се како заштитна зона за ширење за евентуално ширење на односно штит, училиштата како заштитна зона штитат од ширење на вирусот. Носењето на маската е дополнителна помошна мерка која што во оваа возрастна група не обезбедува да тие потенцијално не бидат фокус за ширење, односно да не креираат кластери за ширење на новата инфекција. Да повторам уште еднаш, ние се додека не сме доволно имунизирани, не можеме да зборуваме за целосно ослободување на мерки за заштита на нашето општество. Секој поединец е многу битен, без разлика на вкупните бројки кои што ги добиваме како резултат на анализи од претходната недела. И секој потенцијален ризик кој што постои за општеството, а знаејќи ги резултатите од четвртиот бран дека најзагрозена група беа пациенти, односно наши граѓани над 65 годишна возраст и кои што имаат хронични болести, знаејќи дека децата се емотивно врзани со баби и дедовци, значи не би дозволиле тие да бидат фокус на пренесување, односно медијатор за пренесување на инфекција кај постарите лица. Министерството за здравство деновиве излезе со податок дека над 1500 лица за 2 дена се вакцинирани со прва и трета доза во рамки на широката кампања за имунизација за заштита на ризичното население од тешка форма на COVID-19. Сепак нивото на вакцинирани не е високо, околу 41%. Како планирате да ги мотивирате граѓаните кои одбиваат да се вакцинираат и каква е таа широка кампања која ја водите? Значи, ние пристапивме кон оваа кампања за мобилно движење на пунктови односно приближување на пунктови до населението. Една од првите мерки во таа кампања од неколку точки беше јавно повикување преку SMS пораки и преку матичните лекари до пациенти кои што се наша таргет група, која што е најризична група за потешки форми за развивање на потешки форми на ковид компликации, односно хоспитализации. Тоа се пациенти, наши граѓани над 65 годишна возраст и со некоја хронична болест, а секако и помладите со хронична болест не се исклучени. Ние ги повикуваме секој ден со 15.000 пораки, SMS пораки ги повикуваме на одредено место односно вакцинален пункт
и на одредено време кога би требало да се појават. И секоја непојавување ние ги повторно ги потсетуваме дека не биле, а терминот им се презакажува за следен термин. И за сега забележуваме позитивен интерес од граѓаните, има отповикување и очекуваме бројката на ново вакцинирани да се зголемува. Во текот на минатата недела таа бројка се зголеми за 2000 нови вакцинирани, што ние прогресивно се надеваме дека во периодот месец дена ќе постигнеме некоја подобра состојба со вакцинираност, односно имунизираност отколку како што бевме. Според последните податоци на Институтот за јавно здравје, најзастапена меѓу новозаразените е возрастната група над 60 години. Дали би можеби планирате воведување задолжителна вакцинација на ова група на граѓани? Вие знаете дека уште од самиот почеток на пандемијата ние не водевме рестриктивни политики кон одредени групи, тоа беа неколку мерки превземени, меѓутоа беа општи мерки за сите. Знаејќи дека оваа таргет група над 60 години со хронични болести се потенцијалот кој што при четвртиот бран најтешко помина, најтешка клиничка форма, имавме и доволно многу случаи на смртни исходи. Во болниците ние сме фокусирани во таа група и да работиме интензивно преку матичните лекари. Знаеме дека сите пациенти горе-долу се врзани преку матичните и ние се трудиме преку нив да постигнеме и убедување за позитивно да реагираат, односно да одговорат на нашите покани за вакцинација. Неодамна матичните лекари одржа предупредувачки протести, каде ги примаа само пациентите на кои им е неопходна итна помош поради нивните барања, малата капитација и, како што велат тие, финансиските шокови кои можат да доведат до затварање на амбулантите, ќе им се излезели во пресред на барањата на матичните лекари пред се за зголемување на капитацијата. Добро. Матичните лекари се дел од севкупниот здравствен систем и секако дека моделот на функционирање на примарната здравствена заштита е различен од таа што е секундарна и терцијарна. Организираноста таму е приватизирана и затоа нашиот пристап е со друг модел на финансирање на примарната здравствена заштита. Проблеми и потешкоти кои што се наталожени во периодот 20 на години, ние не би можеле да ги решиме за месец дена. И доколку овој пристап на бојкот на работата и повремени протести со одбивање на услужување на пациенти продолжи и понатаму, сметам дека не е коректно према пациентите, а не према Министерството, затоа што ние како Министерство и примарните лекари сме на иста линија, значи сите ние се грижиме за здравето на пациентите и не би требало да рефлектира со прекин на работата, меѓутоа секако сум согласен и на неколку наврати сме се состанувале и сме договарале динамика на движење, односно динамика на преговарање со лекарите од примарната здравствена заштита. И сметам дека сме во права насока за договарање и останува само ние да бидеме трпеливи, да седнеме, да разговараме како една страна заедничка, за да го решиме проблемот и финансиските потешкоти кои што ги имаат нормално со оваа криза која што не зафати. Реално сите секој сектор од економијата ги опфати, а тука вклучувајќи ги и примарните здравствени установи. По социјалните мрежи речиси секојдневно гледаме објавени слики и видеа, значи од условите по болниците низ земјава. Некои дури се застрашувачки. Вие како министар дојдовте во ек на пандемија, која пак ги извати на површина недостатоците на здравствениот систем. Што ќе сторите, министре, во текот на вашиот мандат за подобрување на условите по болниците низ земјава? Добро, пандемијата
беше голем, огромен предизвик и за најразвиените држави кои што ние ги знаеме, а секако и за нас како помала држава, и покажа колку сме ние организирани и спремни за таков предизвик. Во однос на вашето прашање, состојбата со институциите, инфраструктурната состојба некаде е во задоволителна состојба, некаде е незадоволителна. И ние како министерство со тек на годините и во минатото, а и во сегашност и во иднина така ќе биде, имаме некоја динамика на реновирање и обновување на одредени делови на објекти, затоа што целосниот опфат на една зграда, односно на една институција, предизвикува и прекин на работењето на тие оддели. Во интерес на на временното служење на пациенти со здравствена заштита, ние тоа не можеме да го направиме. И забележуваме, сите ние можеме да видиме дека во секоја зграда која што е од секундарно или од терцијарно ниво, веќе имаме обновени делови кои што можам да кажам дека личат достоинствено за работење и на здравствениот кадар, а и на пациентите. Министре, во тој контекст, веќе долго време се ветува градењето на новиот клинички центар. Дали имате информации до каде е процесот и кога би почнала неговата изградба и која според вас е најсоодветна локација за клинички центар? Клиничкиот центар е како идеја започната некаде 2005-2006 година и од тогаш до денес постојано се разговара околу нов клинички центар, дека има потреба државата од нов клинички центар кој што ќе пружа сите здравствени услуги на едно место од терцијарно ниво. И пандемијата ни покажа дека интегрираните болници се поефикасни за справување со вакви предизвици. Сметам дека за клиничкиот центар треба еден поширок политички компромис и за локацијата, и за моделот на финансирање, и за составот на клиничкиот центар. И јас ја превземав таа иницијатива веќе да разговарам и со опозицијата и со позицијата, знаејќи дека сме дел од собраниското мнозинство. Со позицијата ми е малку полесно да разговараме, затоа што веќе иницијативата и од минатиот период постоела. Меѓутоа, тука се трудам да бидам таа алка која што ги врзува двата табора, двата блока за еден проект кој што е надполитички и кој што е од национален интерес. Новиот клинички центар треба да се гледа како една надеж за сите кои што живеат во оваа држава, дека се трудиме да направиме подобри услови за живење, не дека постоечкиот клинички центар не е добар или па не пружа квалитетна услуга во склоп на секојдневното работење, меѓутоа свесни сме дека постоечкиот клинички центар е многу стар, амортизиран од секој аспект и не ги задоволува реалните просторни потреби на сите вработени кои што се во клиничкиот центар. Тоа е комплекс на павилјонски комплекс на болници кој што е изграден пред 50 години. Некои згради се понови, меѓутоа реално тие тогашни потреби за кадар не се воопшто сега соодветни и доволни за работење на големиот број на вработени во клинички центар, а секако и изголемениот обем на здравствени услуги кои што се пружат тука. Како стоиме со функционалноста на останатиот дел од здравствениот систем? По колку време се чека за термин за специјалистички прегледи и кога може да се очекува нормализирање на работата во операционите сали? Морам да напоменам дека пандемијата предизвика и повремено прекинување на нормалната работа на одредени клиники,
затоа што дел од интерните клиники се претвараа во ковид центри по потреба за зголемување на болнички кревети. И тука морам да напоменам дека елективните интервенции кои што беа закажани и во период пред пандемија беа одложувани повремено и се извршуваа само хитни и животно загрозувачки хируршки интервенции без откажување нормално, затоа што беа многу витални за секој пациент кој што беше обратен во клиничкиот центар. Меѓутоа, елективните се презакажани и одложувани на неколку наврати. Јас посакувам ние да се ослободиме веќе од пандемијата и да можеме да кажеме дека веќе почнуваме да се враќаме на нормалата. Ние секако сега после завршување на четвртиот бран ги затворивме ковид центрите во интерните клиники и они почнуваат со секојдневната работа, меѓутоа знаете дека од прилика месец и пол беа ковид центри и се што беше во меѓувреме беше откажано за следниот период пост-ковид. Министер, да се вратиме повторно на ковидот. Сега имаме и една нова ситуација, руско-украинската криза. Околу 2 милиони бегалци ја напуштиле земјата, најчесто се упатуваат во соседните земји, но и ние се подготвуваме за евентуален бран. Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина изразија загриженост дека војната во Украина би можела да доведе до зголемување на бројот на ново заразени со COVID-19, како во Украина, така и во незините соседни земји. Северна Македонија не е сосед, но сепак, дали ова состојба е причина за загриженост за повторно зголемување на бројките? Значи, за сега ние немаме наплив на мигранти од Украина и тие малку што се во помал број се згрижени, до сега не сме имали некоја потреба, посебна потреба од итна здравствена услуга, освен раѓањето на едно девојче во болницата во Чаир, гинеколошката болница во Чаир. Тоа е единствената услуга за сега што сме ја пружале на мигрант. До сега немаме ни најава за доаѓање, за пристигнување на некој одреден број на мигранти. Меѓутоа, сепак ние како министерство сме организирани и спремни за пречекување. Неколку болници сме ги назначили како црвени зони, односно точки каде што би можеле да пристапуваат евентуално новодојдените мигранти и сметам дека сме доволно спремни за пречек. Проблем кај нас е стапката на смртноста. Земјата високо котира на европските и светските листи. Неодамна бевте во посета на ковид центри во неколку градови во внатрешноста на земјата. Каков е вашиот впечаток и каков заклучок извлековте на што се должи високата стапка на смртност? На неколку наврати јас ги посетував ковид центрите, влегувајќи во црвена зона и комуницирајќи со пациенти кои што лежат во овие ковид центри. За високата смртност јас веќе на неколку наврати имам дадено објаснување со која методологија ние сме пристапили уште на самиот почеток на пандемијата, дека тоа е начинот како се одбројуваат највеќе смртни исходи кои што биле и како резултат на ковид и како резултат на смртен исход со ковид. И сметам дека тоа е основната причина за зголемениот број на смртни исходи кај нас, меѓутоа во склоп на сето тоа што го зборуваме и вие го поставувате прашањето, можам да кажам дека тоа е комплекс на причини зошто ние имаме голема смртност. Тука се кампањите кои што се воделе против целата пандемија, која што премногу негативна кампања и негативен пристап кон
раното лекување, односно превземање мерки превентивни. Знаеме сите ние тука сме живееле, колку сме биле предпазливи со почитување на мерки, колку сме одговарале позитивно на било каков повик на министер за здравство или па член, односно председател на Комисија за заразни болести, колку рано сме пристапиле кон вакцинација и колкава ни е стапката на вакцинација, какви алтернативни терапии сме правеле дома без некакви научни докази дека тоа е вистинскиот начин како да се заштитиме од ковид и така натаму. Министре, за крај, ќе можете да ни кажете дали сме блиско до постигнување на колективен имунитет? Знаете, пред 2 недели ние вршевме една анализа на терен со серолошка анализа, која што ни покажува каков ни е вкупниот имунитет на нашето општество. И од целокупната бројка, околу 80% беа анализирани лица со вакцинација и 20% беа невакцинирани. Кај вакцинираните забележуваме бројка од 86%, која што е имунизирана се уште, без разлика кога е примена последната вакцина, а кај невакцинираните забележуваме бројка од 76% имунизираност, што значи дека и вакцинираните и природно прележаните имаат некаков тип на имунизација кон COVID, односно коронавирусот. И сметаме дека треба да продолжиме со вакцинација за да побрзо постигнеме ниво кое што за нас би значило безбедно живење, односно ослободување од сите мерки за да продолжиме нормален живот како што сите ние нели уште од почетокот на пандемијата посакуваме. Меѓутоа морам да напоменам дека тие 20%, односно 30% кај невакцинирани се многу значајни за општеството, затоа што секој поединец е многу битен. Ако статистиките бројат бројки, за секое семејство, секој поединец е 100% значаен, така да не можеме да кажеме дека 76% е сосема доволен број за ние да се ослободиме па да ризикуваме живот на останатите 24%. Ви благодарам многу, министре, за одвоеното време. Јас ви благодарам за поканата.